Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Со локалните избори да има и референдум за да можат граѓаните на Штип да се изјаснат средствата од самопридонесот кои се собираат за изградба на брана на реката Отиња да се ги искористат за обновување на главните водоводни линии, најави штипскиот градоначелник Сашо Николов. За жал, морам да кажам дека нашата општина, нашата сакана општина има во нашата сакана држава најстара водоводна мрежа. Повеќе од 50 години имаме стари азбестни главни водоводни линии кои што за жал се дотрајани, кои што за жал се веќе со одминат век на трајање. И ваквите случаи на пукање, поготово ради менувањето на притисоците по барувачката и потрошувачката на вода во различни делови од денот или во делови од неделата, прават да има и различни притисоци во самата водоводна мрежа, што не одложува и не прави дополнителна причина да пукне нова цевка. Така да, јас само морам да кажам браво за ЈПИСАР, овој пат ги исполня моите очекувања и во најбрз временски период 24 часа, мислам дека беше и полноко 24 часа, успеаја да санират дефект распрснување на две компактни големи водоводни линии во должина од 2 метри. Тој го пофали јавното предпријатие ИСР затоа што успело за помалку од 24 часа да санира еден ваков голем дефект. За реакциите од ВМРО ДПМН во врска со дефектот и тоа што половина град остана без вода на овие високи температури, рече дека опозицијата пред да излезе и да критикува, да види што точно се случува на терен, ако сакаат да бидат главни критичари на оваа локална власт, да дојдат со конкретни предлози и заеднички да најдат решение и за секогаш се острани овој проблем за штипјани. Јас имам конкретен предлог и тој предлог ќе го ставам на референдум и ќе побарам да се случи референдум паралелно заедно со локалните избори кои што следуваат некаде крајот на октомври. На тој референдум ќе побараме сите оние средства кои што се собрани за изградба на браната на река Отиња, проект кој што претходниот градоначелник Бочварски, сегашен министер, го реализираше преку средства обезбедени од владата на Република Северна Македонија. Средствата кои што се собрани во општина Штип, кои што се во посебна трезорска сметка затворени, на референдум ќе побарам да тие средства ги одмрзнеме и да ги усмериме према промена на главните водоводни линии во општина Штип. Во моментот се располага со сума од околу 60 милиони денари од местниот самопридонес, а јавното предпријатие ИСР веќе има изготвено проект за овие водоводни линии. Колку и да чини целиот проект, ќе се најде начин да се обезбедат средства, додаде Николов. Веќе од август-септември ќе имаме нов доток на вода од хидросистем Злетовица, 360 литри во секунда, кој што ќе прави, предпоставувам, дополнителни проблеми заради тоа што притисокот кој што ќе дојде со тие 360 литри ќе предизвика, верувам, и нови проблеми во нашиот водоводен систем. Меѓутоа, заедно со целиот тим ќе работиме да сите тие проблеми ги отстрануваме. Образложи штипскиот градоначелник доктор Сашо Николов. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.